Добар ден од Брисел. Унијата е во паника. Земјите членки, наместо да најдат решение за бегалската криза, почнаа да се караат и се поделени како никогаш досега. Белгија и Франција, вечни пријатели и верни сојузници, се скараа откако Белгија одлучи да ги контролира границите со Франција, бидејќи Франција го затвори дивиот бегалски камп на Ла-Манш, кој го носеше сликовитото име Џунгла. Така, Германија им се налути на Австрија и на источните земји затоа што не прифаќаат бегалци, а Атина и се налути на Виена, што го тера Балканот да ги затвора границите и не бара мислење од Грција, каде што десетици илјади бегалци се заглавени, помеѓу другото и на границата со Македонија. Првиот човек на Унијата, Доналд Туск, ќе имаме чест да го видиме во Скопје на 2 март, па потоа тој ќе оди во Виена, Загреб и Лјубљана, за да им каже дека нивните планови не се фер и дека треба да се инвестира во одржување на Шенген зоната, а не во нејзино распаѓање. Комесарот за миграција Димитрис Аврамопулос одлучи да го повиши тонот. Ако ова продолжи, целиот Шенген систем ќе се распадне, а хуманитарната криза веќе е тука, рече тој. The route along the Western Balkans. Yes, the situation is very critical. The possibility of a humanitarian crisis of large scale is there, is very real and very near. We cannot continue to deal through unilateral, bilateral or trilateral actions. The first negative effects and impacts are already visible. Така, на ЕУ ја останува само една недела да го реши проблемот. Идејата за решение е позната, а за неа е заслужна Ангела Меркел. Таа гласи, договорот потпишан со Анкара уште во ноември треба да се активира на 7 март на Европски самит со Турција. Анкара да ги земе бегалците, а за возврат добива пари. И додека сите паничат, има една земја која моли да и се испратат, внимавајте, над 10.000 бегалци. Името на таа чудна држава е Португалија. Земјата полека излегува од рецесија, невработеноста полека, но сигурно се намалува, а португалскиот наталитет е во драматичен пад. За Португалија очевидно решение се бегалците кои треба да и дадат елан на економијата. И од уште една земја дојде добра вест. Белгиската Народна банка тврди дека приемот на бегалците ќе биде одлично решение за земјата.